Зборуваме за една интересна манифестација која представува автентичен символ на нематеријалното културно наследство кое ги обединува ново венчаните невести од регионот. Зборуваме за Крива Паланка, меѓутоа се разбира повеќе информации за невестинско поклонение кое се одржува во предстојниот период од Стојанчо Величковски. Добро утро и добре ни дојдовте во студиото. Добро утро и добро ве најдов. За почеток, каде се одржува оваа манифестација и која е символиката? Манифестацијата традиционално се одржува во село Конопница, Кривопаланечко, во кругот на црквата Свети Теодор Тирон, каде што од памтивека се одржувала се до 1977, па била во застој 33 години и после тоа ние успеавме да ја обновиме, да ја возобновиме како туристичка атракција, како културен бренд на Крива Паланка и лека полека да ги обединиме сите свадбени обичаи заедно со нашиот послесвадбен обичај, така да посебно сме горди и еве користам прилика јавно да се заблагодарам на учесниците од Гарличката свадба, кои што во изминатите 3 години последователно беа дел од манифестацијата. Манифестацијата доби и на значење, и на публицитет, и на тежина како туристичка атракција, бидејќи во Македонија само во обичаите кои што се посветени на Великден постои еден таков капацитет кој што почнува од Прочки, од Струмица, од Струмичкиот карневал. Јас синој ќе се вратив од таму, каде што бев дел од жирито за карикатура и афоризам. И ако ние успееме тоа да го направиме во еден туристички пакет, би можеле да направиме вистинска атракција и да понудиме не само на нашите сладокусци, добронамерници да добијат вистински уки, поуки, содржини, алтернативен туризам, селски специјалитети, традиција, нешто што е вистинската тежина, нешто што е нашата вистинска вредност, што можеме да ја продадеме и да кажеме дека ние имаме вистински идентитет и сме израснале од здрав корен. Така. Сега спомнавме и во најавата невести што стапиле во брак предходната година. Дали се потребни некои посебни услови за учество на оваа манифестација? Најпосебниот услов е да дојдат заедно со свекревата. Аха, значи во пар со свекревата, не со момчето. Значи, таму кај што највеќе шкрипи, таму кај што најмногу се произведуваат искри. Народниот гений, за разлика од сегашната вештачка интелигенција од која што учиме, бил многу итар. Значи, тој традицијата ја пренесувал од колено на колено. Така да, нашите искуства како организатори, кога нема да се појават на поклонението заедно с наата и свекрвата, ние не прашуваме зошто. Се знае дека има нешто. Дури инспирирани од тој случај, инспирирани од таа наша посветеност, успеавме да направиме меѓународен конкурс на карикатура, на која што од преку 80 земји во светот добивме мислења како тоа изгледа во нивните земји и го споредивме тоа кај нас, како тоа може да се случи. Дури имавме една случка баш на една изложба во Скопје, вака јавно на телевизија виделе снаата и свекрвата дека има конкурс за карикатура во дом на армијата и со ливче затворено си ги размениле дали сака заедно да појдат. И кога отишле таму, кога виделе што се има низ светот на таа тема, се прегрнале и напишале во книгата на печатоци: ние дојдовме на вашата изложба скарани, а си заминавме прегрнати. Значи, практично, символиката на невестинското поклонение е гладење на тие односи помеѓу сна и свекров. Во секој случај, не само гладење, него пренесување на она се што го стекнала свекрвата кога дошла таму, на тој прак на таа куќа, се што наследила. Значи, таа ги наследила
и обичаите, и традициите, и специјалитетите, ако веќе сакаме да зборуваме за гастрономија, за локална гастрономија, како нешто се спрема, како се подготвува. И сето тоа, после неа треба да го пренесе нели незината снага. Ние сме посебно горди што на првата манифестација имавме учесничка како свекрва, која што била една од последните снаи, која што била на манифестацијата и само на еден пар таа нитка не е прекината. Што треба да носат со себе учесниците, освен свекрвата, која што Освен се разбира секогаш треба да биде тука покрај нас, без разлика, можеби овој разговор сакаме да го однесеме малку во друга насока, меѓутоа односот меѓу свекрвата и снаата секогаш треба да биде позитивен, затоа што сепак на тој начин се почитува семејството на вашиот сопруг. Секако дека тоа е еден посебен дел за мултидисциплинарен пристап што се анализирал, се пишувале романи на тоа, драми и сето тоа. Но кај нас, за да дојдат, треба да дојдат во родно-крајска народна носија и ќе бидат прифатени, кога ќе се среди целата сите учеснички што ќе дојдат, а оваа година веќе имаме пријавено учесници од Пробиштип, имаме пријавено учесници од Велес, од Кочани, од Криопаланка, се уште размислуваат Крушево да ни дојдат, Македонска Каменица, Кратово, така да еве јас јавно ги повикувам сите оние кои што на овој начин го восприемаат нели како информација настанот да ни се јават и ќе бидат дел од поклонението, затоа што самото учество во свечената поворка што го изведува обичајот, значи обичајот се однесува кон светецот кој е заштитник на родот, породот, среќата, благосостојбата и почита во семејството. Сите оние што ќе бидат учесници ќе добијат свечен поклоненички брош и свечена поклоненичка марама, благодарение на нашиот спонзор Општина Крива Паланка и покровителството на градоначалникот на Општината Крива Паланка и ќе има богата културна програма, ќе биде ангажирана, бидејќи минатата година многу добро се покажа, ја поканивме повторно Адријана Алачки. Заинтересираноста е огромна. Очекувате ли голем број на посетители како што имавте во изминатите години и не само до регион? Очекувате ли скопјани да дојдат? Секако тука доаѓале и нашите збратимени градови, сме имале учесници и од Лесковац, сме имале од Босилеград, Скопјани доаѓаат и што во последно време е посебно интересно се организираат или само организираат, без разлика дали е сојуз на некакви здруженија или пак туристички аранжмани кои што сакат да видат нешто оригинално, автентично, а особено ние криопаланчани веќе се издвојуваме помалку со добри гастрономски понуди во регионот, така да може да комбинираат и гастрономија, може да комбинираат и автентичен обичај, а може да комбинираат и убава прошетка во планина, тука ни се и Царев врв, и Руен, и Калин камен, така да веќе се повеќе и повеќе од добронамерниците, кога ќе се јават, си го планираат времето. Од толку до толку сме на обичајот, од толку до толку ќе бидеме таму, така да се повеќе добива на содржина еден ваков обичај и јас сум благодарен на сите поддржувачи, се надевам дека ќе ги имаме и во иднина и на овој начин ќе си го зачуваме и обичајот што веќе е дел и од нашиот идентитет, нашето препознавање. Може ли, еве, зборувате за посетеност регионална, заинтересирани од страна да се пријават како учесници во ова? Може да бидат сите оние кои што ги почитуваат автентичните христијански обичаи.
Так. Затоа што, извинете, ве прекинав, ова има две димензии. Едната е она што ние ја дискутираме во моментот, а втората е лична димензија. Значи, сосема лично право е на секој од нас дали ќе биде крстен, венчан, дали ќе учествува, како ќе си го спроведе својот брак, како ќе си го кровница, во што ќе верува. Значи, оној вториот дел припаѓа само на нив. Значи, тие добиваат молитва, тие добиваат благослов и тоа се однесува само за нив. Во целата оваа приказна ние сме само асистенти, поддржувачи и само за да овозможиме да се случи тоа. А дали е ограничен бројот на бројот не е парови кои ограничен, може да се пријават? Бројот не е ограничен, иако на снаи свекрви. На снаи свекрви досега сме имале најмногу 15, како да кажам, ден пред најавата, а таа 15-тата што не дојде се случи да се породи на самиот дел на манифестацијата и кога седнавме на заедничкиот ручек ни испрати порака си добив Теодора. Родена на тој ден. Да, убав благослов. Се негува ли на некој начин доволно традицијата во нашата држава преку вакви убави настани кои што всушност ете на едно место знаат да соберат луѓе, да се дружат заедно, да уживаат во она што Па сега, јас од мој аспект, како човек кој што долги години бил вклучен во делот на алтернативниот туризам како планинарски водич и човек кој што ги негува овие традиции преку Сдруженијето Патник, кое што е акронимот планинарење, алтернативен туризам и настани инспирирани од културата, нешто како 3 во 1, јас мислам дека сме на еден добар почеток. Дека не ги имаме до крај искористено сите капацитети и сите можности што ни биле пружени, зборувам ни биле пружени, затоа што некои обичаи, ако не успееме да ги фатиме на време, кога се уште имаме луѓе кои се таму. Тоа е слично со сите други работи како вредности што ги имаме или што сме ги имале, некои ни се веќе загубени. Ако ние имаме некој виртуоз кој што свири на одреден народен инструмент, ако ние не успееме да го земеме од него и да го пренесеме на следните генерации, дали преку едукативни работилници, дали на ваков начин преку манифестации, ние тоа ќе го загубиме. Колку помладите генерации сакаат да доаѓаат на вакви настани? Сакаат ли тие, ја продолжуваат ли традицијата на повозраст? Значи, се чувствува едно расслојување. Нешто секогаш било така. И во нашите генерации ние сме викале овие постарите и сме сакале, но за жал она што посебно се приметува кај овие генерации, тој јас е многу специфичен. Значи, тие некако реагираат, немаат доволно време, живеат порано, имаше само брза храна, сега тие многу брзо размислуваат, тие немаат време да ве сослушаат. А отпосле, кога ќе ги видат сите придобивки, кога ќе видат атрактивноста на настанот, сами се јавуваат и кажуваат, леле, тоа колку било убаво, па тоа можело да се искористи. Дури тие бараат некои инспирации, мотивации за своји лични креации, било да е тоа некои нивни филмски стори, инспирации за пишување во тој дел. И особено е интересно за сите оние кои што по вокација се баш тоа, етнолози, луѓе кои што се кореографи, луѓе кои што го истражуваат, историчари, демографи, географи, има многу начини како да се дојде до вистинската вредност на една таква културна манифестација и има многу придобивки, има многу бенефити, има многу луѓе кои што задоволни се одат, кои што веќе биле на манифестацијата. Колку време трае оваа манифестација во овој формат за кој зборуваме денес? 16 години. Бидејќи спомнавте дека траела имало причини. 16 години трае во овој формат и ние се трудиме да потрае
Планирате ли некакви новитети во идниневе, да речеме да од малку да се покомерцијализира целиот овој настан за да добиете нели повеќе и на публика, иако рековте дека сте задоволни? Значи, ние во однос на самата манифестација сме само таму сме не приморани, него честно е да ја задржиме вистинската традиција. Так. Значи, на почетокот кога ја почнавме како манифестација, ни се јавија многу луѓе, ние не можеме да најдеме вистински пар. Ние можели да дојдеме со кореографија, имаме одлична кореографија, имаме културно-уметничко друштво. Не може да дојдете. Ние не сме за да глумиме дека нешто правиме. Ние ќе го правиме, можеби во моментот со помалку учеснички, но ќе го направиме како жива манифестација и ќе го направиме без импровизација, така како што треба. Но јас се надевам дека и може би сум најубедениот дека овдека има капацитет ова да остане како вредност, како вистинска туристичка атракција, како нешто што ние можеме да го споделиме и да кажеме да, ние имаме вистинска традиција, затоа што традициите не само што ги имаме, не само што имаме ние можности да презентираме и автентични вредности во верскиот туризам, во сакралниот туризам, ние имаме вистинско богатство кое што останува неискористено. Значи, тоа е нашиот капацитет што можеме да го споделиме и за туристи кои што би може за incoming туризмот што ќе доаѓа во наредните години кај нас. Ви благодариме за вашето гостување. Се надевам дека колку толку успеавме да им ја доближиме барем дел од она што можат нели посетителите да го видат оваа година, меѓутоа да инспирираме некој да се пријави и да на крајот на денот се продолжи оваа традиција и не само оваа, туку да биде инспирација и за некои други. Зборуваме малку за помалите градови во Македонија каде што нормално некогаш нема услови, меѓутоа еве да се најде начин и дека се може практично. Не можеме да кажеме помалите градови, затоа што секаде има капацитет и во една мала во одредено највисоко село, да кажем, има вредности, затоа што ние така работиме. Ви благодарам за вашата медиумска подршка и ве очекувам и вас и сите оние што ќе бидат гости на Конопница на 1 март. Ви благодариме уште еднаш.